Кој живеел 300 години. 160 од нив ги поминал јавајки еден ист конј. Заедно со Шарец во безброј авантури и со само една единствена цел. Борба против неправдите, спас за сиромашните, слобода за поробените. Тоа е Крали Марко, првиот суперхерој на Балканот. Наскоро на нашиот влог. Лайк, шер и сабскрајб. Како се чина? Па што вака ме вози причата, ама сега дека живеел 300 години, он на коњот 150, малце ми е нереално, како да си го измислил. Значи, ја ништо немам измислено. Значи, на интернет, кај да отвориш, која страна да ја отвориш, дали српска, бугарска или македонска, исто да го пишува, дека живеел 300 години. А добро, а освен трейлеров, имаш нешто друго смислено? Нормално, Ганцо. Нормално. Види. Официјалниот мрч на Крали Марко. Најакиот балкански суперхерој. А ова ти сам си го измисли? Бере би дело ако да го имаш дъпнато лово. Па, добро. Знаеш, од секогаш мене Крали Марко ме посеќаше на Бетмен. Ама немаше црна мајца. Од кај па сега Бетмен? Епа, ги споредував да видам кој е појак, ама според тоа што го читав, Бетмен на Крали Марко може да му се фати за малото прсе, што и не е така мало, пошто сепак човекот бил джин. Баш ме интересира од кај стигна до оваа информација. Ајте, молам, дај ми го изворот. Епа, бе, сега ќе видиш, па ти кажи. Ана ја познавам од кога знам за себе. Таа е машина за авантури. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Актери сме и двајцата, али никогаш не сме соработувале. Љубопитни сме, но секогаш за различни работи. Може, станите. Јас задволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занетчиски дуќани. Одиме на кул местенца за селфиња, рилсови, бараме нови перспективи на старите приказни. Од дома, правец кон сите соседни држави. Чудесни луѓе, природа, култура, музика, традиција. Се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. Нова патување има место за сите. Возбудливи авантури кои секој треба да ги доживее. Добре дојдовте во нашиот отворен круг. Ова е Радиус. Бетмен ја има својата пештера. Крали Марко ги има Маркови кули. Бетмобилот, например, е најобичен бензинец. Конјот Шарец, како погонско гориво, користи црвено вино. Бетмен е мултимилионер со богатство наследено од неговиот татко. Крали Марко наследил цело кралство од татко му, кралот Волкашин. Како што Бетмен го има Джокерот за вечен непријател, така Крали Марко го има Црна Арапина. Абе, цар, што да ти кажам? Крал, до душа. Еднаш се налутил што жена му не му ја полнала чашата со вино до врв и отишол до Солон и 3 години не се вратил. Маш што бега од жена му на 3 години у странство, мене не ми личи на суперхерој. Ај станувај. Зошто вакаде? Как ќе одиме? Па идеме да го провериме тој твој суперхерој. Градот со голема буква Ч. Прилеп. Градот под кулите. Градот на мермерот. А според Заводот за статистика и градот со најмногу глави по жител кои го носат името Рубин. Градот во кој пукнала првата пушка, што означила почеток на народно-ослободителната борба. Бунтовноста и юнаштвото по се изгледа продолжиле да живеат тука и после Крали Марко. Велат дека бил огромен човек, практично джин. Погодел пешки, со стапалата газел по ридовите, а со главата допирал до облаците. Тритон, Што? ова е Крал Марко? Да, она. Знаеш дека се личите? Па,
Кие сме тие двајца? Дојдовме до чудни откритија, барајќи го крале Марко и откако конечно го најдовме споменикот, си спостави дека нашиот драг Дритон е плюкнат крал Марко, кола му е некој потомок близок. Цело време јас сум крали Марко. Огромен човек со застрашувачки поглед, со уште поголеми мустаки. Татко му Волкашин го опишал како своеглавиот син над кој воопшто немал контрола. Одел каде сакал, пиел и спиел каде сакал. Вакви приказни прилепските баби со генерации им пренесуваат на внуците. Но дали има некој внуче што ги памти? Вие двајца, дали знаете кој е крали Марко? Наш македонски јунак, Прилепски. Од една планина на друга прескокнува со неговиот коњ. Се збори дека пиел, многу пиел. Многу Дура тешка. по колку пиел. А вино Не или носи. пиво, шо пиел? Не пиел вино, пиво пиел. Пиво пиел. По 7 бочи вино. Вино, по 7 бочи Да, вино. да. А викаа дека и којот негов пиел вино, вистина ли е? Најголемиот коњ, Букефал. Најголемиот коњ бил од крали Марко, што го постил на свете. Бугефал да не е од Александар. Не, ама бил од крал Марко. Па тоа е шарец е тој. Коњот скокал дури по 7 планини. А рековте дека ногата му била многу голема, чевли кој број носел или тоа Е, па се... од овде не се гледа. Ма тоа е немерливо. А кај може да го најдеме крали Марко, знаете ли? А тој починате. Ете бе, ете бе. Вината негова таму. Таму горе? Пиварова не се вика крали Марко. Не знам дали го гледаат. Аха. На планина наму. Браво. Да. Да. Минувачите не упатија кај можеме да го најдеме крали Марко. Ни дадоа неколку адреси, па мислам дека ќе го најдеме. Митот за крали Марко е поврзан колку со неговото јунаштво, толку и со алкохолот. Па така логично е и овој познат прилепски бренд да го носи херојското име со слоган «Пиво за јунаци». Пивото се прави од 4 главни состојки. Тоа е вода, хмел, јачмен и квасец. Јачмено се мели, потоа на сомелениот јачмен му се додава вода и започнува процесот на разградување на сите компоненти кои што ги има јачменот, а ни се потребни како храна за пивскиот квасец. Процесот се одвива негде меѓу 8 и 9 часа, за на крајот да се додаде хмелот, кој што е носител на горчината и на вкусот на пивото. Така добиената течност после 10 дена се пренесува во лежни танкови, каде што оди на дозревање од 40 до 45 дена. Добро пиво треба да биде направено не помалку од 50 дена. Вози, вози. На таа сила крали Марко морал и да јаде. Заедно со коњот Шарко седеле по кафани и со денови јаделе и пиеле. Вино, не пиво. Пола пие крали Марко, пола на коњот му точи. Како да ве послужиме? А што се јаде туку Прилеп? Кебапчина. Кебабчиња? Да, скара. Цело време јадеме кебаб, ништо Кебабчиња друго. цело време. Ширден да ви препорачаме. Тоа е прилепски специјалитет. Ширден. Да. Ајде да пробаме, може? Може? Преданијата велат дека крали Марко пиел по 300 оки вино на едно седнување, Ана. Што тоа треба да е многу? 300 оки? Бога ми, Ако ти знаеш колку е оки, глава сечам. знам. Така пишува оки. 300 оки. Ока е официјалната отоманска единица мерка за тежина и изнесува околу 1,3 килограми. Ау, овој да не ти дое на роден ден или на слава, е. Што значи?
Крали Марко на излегување од кафана тежал 390 килограми повеќе отколку кога влегол. Дека живеел 300 години, јасно ми е, разбирам. може да помине. Дека бил джин, исто така разбирам. Ама дека пил 300 оки на едно седнување, стварно не ми е јасно што им требала ваква легенда на луѓето. Пак испаѓа дека Крали Марко бил алкохоличар. И дека бил легенда самиот. Ширден е традиционално прилепско јадење во кое се користи продолжетокот на желудникот на младо јагне, а се полни со 3 видови на месо: јагнешко, телешко и свинско. Хвала. Спремна? Абе, ја јадев пред да трнеме. Мислам дека нема да јадам сега. Да? Па ја не сум нешто гладен. За нас, јадењето можеби не беше баш инстаграмбилно, но за екипата на Радиус се покажа како одлично полнило за желудник по гасењето на камерите. Позади секој суперхерој има исто толку силен, брз и агилен сайдкик. Сайдкик. Долго време баравме соодветен превод и стигнавме до зборот ортак. Ортакот на Марко е конј по име Шарец. Еј. Че јадам да. Ајде, оки. Ајде, Дан, браво. Ама во тоа време немало салон за тест вожња на коњи. И кога Крали Марко го загледал Шарко таму на пазарот, било болно, згрбавено, ждребе. Ама, кој би помислил дека ќе живее 160 години, сепак го купил и го излечил. Значи он нешто си купил као кола со фабричка грешка. Па така некако. Колку окни вино пие еден конј? Вино? Па не пие вино. Не пие вино? Не. Воопшто? Не. Понекогаш пиво да, ама вино не. А пие пиво? Да. Сакаат пиво да Пошто од јачме е направено, така да имаат вкус. А колку живеат, например, оној конј има 130 години? Гинисов рекорд е 67 години, а ние во Шталава имаме најстара кобила и таа е основач на овој клуб е 27 години. Само толце по војна Крали Марко Коњов 150 години живеел? Мислам дека е претерано тоа. А колку коњски сили има еден коњ? Па зависи од коњот, некои имаат и по 4 коњски сили, некои имаат една коњска сила. Значи, зависи колку е темпераментен. Така да... А дали би можела да се качам на еден конј сега? Без искуство. Да јаваш? Да јавам. Шарец не бил обично милениче. Низ носот исфрлал пламен. Со само еден чекор скокал од рит на рит. Од легендите мудро заклучивме дека течно зборувал разговорен прилепски и бил советник за воени стратегии на кралот. Со 4 збора, вистински сайдкик на суперхеројот. Ортак со сите салтанати. Маркови кули е официјалното седиште безбеновата пештера на Крали Марко. Тврдината служела и како засолниште за прилепчани од нападите на османлиите. За време на еден напад се вели дека Марко и прилепчани на коњските копите им завиткале крпи и полека тивко го напуштиле градот. Мирно, без никакви жртви. А во градот оставиле тапанџии кои 3 дена тропале на тапани. Класична диверзија за да ги збунат османлиите. Како демек се слави, се дешава некоја журка на која што османлиите не смееле да влезат. Никогаш освоена се до смртта на Крали Марко. Значи, тоа е стратешки најтешката позиција за освојување на градот Прилеп. А на едно десетина километри натаму се наоѓа најнепристапниот манастир на Светиот Трескавец. Трескавец се наоѓа во преградката на планините Баба, Бабуна и Нидже.
а го добил името по бројните легенди дека тука на планината трескале многу громови кои го осветлуваат ова свето место. Што правиш, бе? Ништо, одмарам. Манастирот е стар околу 9 века, скоро цел милениум. Но локацијата им била позната на луѓето уште во антика како светилиште на богот на пролетта, ловот, младината, музиката, поезијата, пророците, танцот, морето, светлоста и сонцето. Богот Аполон. Од оваа стратешки избрана позиција се вели дека Марко го наблюдувал својот арч-енеми, Црна Арапина. Црна Арапина е најголемиот противник кој бил опишан како човекот со темен тен. Така е подобро. И често му задавал проблеми на Марко. Ту да ја напише приказна на денес, директ ќе јадеше кенсел. А јас мислам дека колективниот автор, народот, поише го замислувал Црна Арапина како Дарт Вейдер. Загинал барем 3 пати во бој со крали Марко. Во една смрт бил убиен така што му бил расечен стомакот, а од него излегле змии. Епа, тоа е кога не одите редовно на лекар. И плот твист. Црна Арапина е всушност метафора за османлискиот окупатор и воопшто не се работи за само еден противник, туку Црна Арапина символизира една цела армија. Значи како приказната за тројанскиот коњ, некако. Не знам, не сум реперна за историја, ама знам кога може да прашаме. Легендите за крали Марко ни се видоа малку напумпани, па баравме некој што го има проучувано животот и делото на вистинскиот крали Марко, како лик од историјата. Професорот по средновековна историја, доктор Александар Атанасовски, е тука да ни ги разреши сите мистерии. Кралот Марко е најстариот син на Волкашин и Елена. Околу неговата година на раѓање се уште во историјата постои нееднакво мислење, но прифатено дека е роден некаде 1345 година. Се што знаеме е или од византиските извори, нешто малку, или од Дубровничката архива. За место на неговото раѓање ден денеска спорат многу балкански градови, почнувајќи од денешна Црна Гора, Херцеговина, Србија, Војводина, Македонија, Бугарија и така натаму. Но, ако го земеме фактот дека неговиот манастир татко му почнал да го гради на баштината, значи на наследниот имот, значи дека тој попотекло од овие краишта, односно просторот меѓу Скопје и Велесприлеп. Тука и јадрото и на неговата држава. Тој е долго време како престолонаследник на татко му и на чичко му, бидејќи чичко му Јован Углеша немал деца. И веќе по смртта на Волкашин и Углеша на 26 септември 1371 на Марица, Марко застанува на чело на државата од татко му. А во какви услови го затекнал кралството? Условите општо на Балканот 1371 година се многу комплицирани. Не постои некоја христијанска коалиција за борба против турците османлии. Единствено бит направил татко му и чичко му. За жал морам да ви кажам дека 14 век ние не можеме да бараме националност и нации. Ако Византија ве признае како држава, сите ќе ве нарекуваат така како таа што ве признало. И сега, неговата држава никој не ја признал како посебна држава, ама не му даваат предзнак дека е српски или македонски или грчки или бугарски, што не води кон нешто друго, дека тој е народен крал. А зашто народот го сакал толку многу? Тој е последниот христијански владетел на овие простори и кога станал вазал,
условите во неговата држава на народот биле малку поподносливи него од другите територии, од причини што Марко го собирал данокот, вазалството тоа подразбира, он го собирал земјишниот данок и личниот данок од неговите подчинити и го носел на турската порта. И најверојатно таа негова грижа за народот влијаело толку тој да стане популарен после, откако било наметнато на тешкото османлиско робство, па тие се враќате кон едно наше светло минато во времето на Марко, па демекон чуда правел. Во време на војни и витези, народот го одбрал за херој оној што успеал да го зачува мирот во кралството. Дури и да е мир платен со пари, како данок на османлиите. Крали Марко е популарен суперхерој и во Србија, тука познат како Марко Кралевич. Имаат и легенди за него, што не е случајно, сепак припаѓа на српска кралска фамилија. Баравме одговори, но времето овој пат не беше на наша страна. Ај, добар ден! Да ве прашаме нешто. Може. За Марко Крале, да ни кажете нешто, знаете? Бил е цар. Цар, добро. Јунак. Голем јунак. Да. Силен. Да. Марково Кале е тврдина која се наоѓа на 4,5 километри од Врање, а според преданијата се работи за град кој го издигнал самиот крал Марко. Што викаш? Резиденцијата на Крали Марко. Да. Значи, еве сме сега овде. Во овој дворец бил сместен народниот јунак Крали Марко во периодот кога се борел со турците. Па според една друга легенда се кажува дека планината над Врање, тоа е оваа планина, го носи името Плачковица, бидејќи тука Крали Марко се расплакал. Како сега што врне? Се расплакал и дождот е како символ на неговите солзи. Джиновски солзи. Джиновски солзи. Да. Да имавме сега еден шарко, Ана, па да рипневме до водна. Имаме наш шарко, доле не чека, можеме што поскоро да влеземе и да одјаваме. Точно, ајде. Ајде. Крали Марко е балканскиот средновековен Робин Худ, кој наместо со лак, со боздоган и со неколку литри вино владеел, скокајќи од планина на планина, од град по град. Како херој кој се борел за правдина и слобода, опеан е во Босна и Херцеговина, во Хрватска, во Бугарија. Во 2021 година, бугарското студио Мечка почнува со изработка на 2D акционата игра Марко Beyond Brave. Игра која на играчите им овозможува да играат мапи низ шуми, низ пештери, да се борат со митски суштества. Бојан, од каде идејата да направите една ваква игра за Крали Марко? Многу одавна, още като деца, как сме отраснали с тук нашите фолклорни легенди, не говоря само български, македонски, от целия регион, които са балканския. И винаги сме искали да разкажем някаква история, която е локална и която е тук наша. За съжаление, в модерната медия и всяка такива ентертейнмент медиуми, нашия регион е доста така пренебрегван. И това, което се опитахме да направим през 2019 година, е да направим една игра, която да е малко така свързана с нашата култура, история и бит. Историята, която можеш да разкажеш като създател на игра, може да достигне до играча много по-ефективно и да остане с него много по-дълго след това. А сега да те прашам, а колку од легендите за Крале Марко се обработени во играва? То не е само основният герой, нали, е също Марко си е Крали Марко, но това е Крали Марко, който е преди да стане юнак един вид. Той тук е още в началото на своята кариера, юначна кариера. И всъщност неговата история, която разказвам в играта, е подобна на всякаква винаги тематиката на израстването, нали, как се става герой. Дали Крали Марко е популарен в Бугария? Разбира се, че е популярен.
Както Крали Марко е популярен в България и в Македония, така е популярен примерно крал Артур в Англия. Нали, той е единственият такъв юнак-герой, който може да определим като типично балкански, който е общ за всички нас. И със сигурност е популярен. А дали што учевте, мислам, по историја за Крали Марко? За история за Крали Марко не сме учили толкова като историческа фигура, само така, нали, е споменаван с другите нали, крале след разпада на Сръбската империя, които са. И примерно аз не знаех в сръбските истории, които са издадени в Сърбия, там примерно коня му се казва Саранч. В България коня му няма име. Нема име? Няма име. Конјот? Шарец се вика конјот. Шаркулия. Шарколија, да. Кажи ми, главниот бос е Црна Рапина? За съжаление, малко така сметнахме, че е леко расистко това. Нали, все пак е продукт, трябва да се продава. Затова главният бос е един змей горянин. Значи главниот бос на Крали Марко е ламја од шумата. Да, трябва да убие, нали, всеки герой трябва да убие ламята накрая. Мерси за разговорот. Фала, чао, чао. Чао. А сега, Ана, е време да те предизвикам. На што? На двобој. Бојан и концептот за играта само ми ја потврдија мислата дека хероите не се од мајка родени толку силни. Во херој може да се трансформира секој. Крале Марко иде утре там? Па сигурно идел, значи тој за да има таа сила и моќ која што ја поседувал морал да иде во теретана за да вежба и да стане така силен. А колку дигал на бенч? Па сигурно преку 500 кила. И тоа без проблем. А ти колку дигаш? Јас 150 преку сила. 150. Да, Тој 500. 500, како ништо. Како ништо. Значи, не е зело силата, туку има нешто и во оружјето и опремата. Црна Рапина? Па тој не е бил толку силен. Тој не одел во тоа. Тој забушавал и не вежбал така редовно, па затоа и немал такви резултати и таква сила. Мојот не тежи 600 оки. Тоа е негде 800 кила, мал се подесен. Според Википедија, Боздоган е рачно, ударно и фрлачко ладно оружје. Боздоган може да биде направен од цврсто дрво со метално појачување, иако постојат и боздогани целосно направени од метал, чија глава е обложена со камен, бакар, бронза или челик. Википедија исто така вели. Боздоганот се развил од окована палка. Па затоа може да се каже дека на некој начин е подобрен стап. Еве го и мојот боздоган. Спремни сме. И дојде време да си ги измериме силите со Ана. И еднаш за секогаш да го означиме вистинскиот јунак на Радиус. Спремна си? Никогаш поспремна. Тргни сега на малце понастрана.
remove yourself. Секунда. Не е стално за силата, нека ти да опремат. Интересно е како народот направил херојот Марко Мен. Поготово човек кој бил пацифиста, мирољубив, не се ни борел во битките. А како велат? Вистинските херои се раѓаат Со добра опрема. А ти што не се роди со моторна пила? Бузер еден. Не се, вистинските херои се раѓаат после некој земјотрес, некоја неволја, некој војна. Има нешто херојско и во тоа да донесеш мир. Па така е оствари. Сите суперхерои за тоа се борат за мир. Бетмен се бори за мир во Готам. Крали Марко се бори за мир во Прилеп. А некако ме живна епизодава, ме крена некако да ти кажам право. Чувствувам дека е точно време да го спасиме светот. Ама тој изгледа ти од пивото. Што има врска и на Крали Марко му било исто, само од виното. Ти со Крали Марко се споредуваш, сега пова нема ни 3 оки пиво. Не е лошо да си победник. И да си баш логички. Ај, ако може едно пивче да ми отвориш. Веднаш, принцезо. Кралица. Кралица, извини. Ала. Погledате? Живи. Оживели. Сега мислам дека е време да ти ја раскажам најаката приказна за Крали Марко, што ја чував за крај. Може? Имам некој чудно чувство дека ќе ми ја раскажеш секако. Точно. Ти ја раскажам. Значи, ова е приказната за како Крали Марко ја изгубил силата. Се фалил многу, се фалил дека е најак. И на Господ овде му дошло и се симнал еден ден, ама преправен како баба. И оставил една вреќа најтешка на цел свет. И му рекол на Крали Марко: синко, може ли да ми помогнеш малку вреќава да ја кренеш? И се пуштил Крали Марко разбацан. Бабичка нема проблем. Пробал со едната рака, не можел да ја крене торбата. Шо е род? Пробал со двете раце, не можел пак да ја крене торбата. И ништо, паднал у депресија. Дека не е више јак. И се затресла земјата. И бабата ја тргнал капата, мислам Господ, и му рекол на Крали Марко: Do you even lift, bro? И од тогаш више не стапнал у теретана. Името на херојот може да варира по држави, но приказните што ќе ги чуете ја споделуваат истата содржина и ги делат истите вредности, како и народите и културите што ги раскажуваат. За историјата вазал и дипломат, за народот суперхерој. А на вас гледачите останува да си одберете во која приказна ќе верувате.